Програми наменети за целата публика. Почитувани гледачи, добро вечер. Како што сме сведоци изминатиот период, во нашето здравство се случува една вистинска револуција. Да почнуваат да се применуваат методи и лекарства кои досега беа на работ, на теориите на заговор и на некои маргинални користења и размислувања. Она што деновиве се изминатиот период се случуваше во Македонија, мене ми даде за право да ги поканам вечерва во гости во студиото ценетите. Тука е Марија Дарковска Серафимовска како директор на Бирото за лекови. Агенција, whatever, добро, се разбираме. Ја многу со титулари не се припотресам. Респект за вас. Како се важно да разберат гледачите. И доктор Милан Ристевски од специјалист по радиационна онкологија, Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија. Одлично. Драго ми грешат радиологија, затоа да си го кажам. А радиологија споредба со радиотерапија некако како еуфемизам доаѓа, така да го кажам како што треба. Знам дека сте професионалци. Знам дека треба да се држите до официјалните изјави и така натаму, ама ова е јади бурек. Иако сериозно ги обзервираме темите и случувањата во општеството, сакам малце покомотни да бидете во изговорувањето, не сакам да ве навлекувам на никаков теноклет. Прво пред се и како луѓе. Ме интересира едно ваше размислување. Знаете, во нашето здравство влезе акупунктурата, традиционална кинеска медицина. На големо изненадување влегува маслото од канабис. Тоа предизвика буро од интерес во јавноста. Многу разни предпоставки, добро, лошо и така натаму. Ја би сакал на широко да разговараме за се во ова. Какви се вашите согледувања, еве вака, чисто како општество? Идеме ли во добар правец? Ова се добри или трендови? Го чекаме првиот бурек со канабис. Тоа ја нема да го пробам. Тоа ја нема да го пробам, дефинитивно. Јас би рекла дека одиме во вистинскиот пат. По вистинскиот пат се движиме во вистинскиот правец од проста причина што бевме соочени со маката на граѓаните кои, знаете, кога човек има мака, пробува се и се, што и јас можам и да ги разберам. Значи, борбата за подобар живот, поквалитетен живот и борбата за продолжување на сопственото здравје ги наведуваше да они ги користат овие црни канали за набавка на овие препарати. Не ги обвинувам нив, затоа што пак ќе кажам, секој кој што има мака ќе проба се и се што. Од една страна, од друга страна, бидејќи законот беше таков каков што беше, значи не беше легализирана употребата на марихуаната, употребата се сметаше за злоупотреба, па се соочува и со законските прописи и така натака. Така да свесни за она што реално се случуваше, знаевме дека треба да се направи нешто во тој правец, затоа мислам дека сме на правиот пат, со тоа што овозможивме, ако ништо друго, барем граѓаните да имаат производи со проверен состав, со одреден проверен состав, со одреден квалитет, а понатаму искуството ќе покаже дали и колку тоа ќе делува на граѓаните, како ќе делува и каква ќе биде ефикасноста од таа терапија, бидејќи ние навистина во овој момент не би можеле да збориме за лично искуство. Ние сега сме пионери, сега почнуваме, можеме само да ги слушаме и да ги црпиме искуствата од оние кои што претходно го користеле, ги употребувале. Значи има секакви сведоштва и сметам дека од наша страна беше коректно да им овозможиме да го имаат тоа што сакаат да го добијат, а понатаму велам искуството и нас ќе научи, ќе видиме какви ќе бидат бенефитите и придобивките од оваа терапија. Добро, како започна целиот процес да влезе во здравствениот систем маслото од канабис? Ние овдека вечерва ќе збориме само за масло од канабис или ќе збориме и за користење на марихуаната во
не знам, напредни процеси, стадиуми на одредени заболувања, болки и така натаму и така натаму. Дали за друг вид ќе збориме или исклучиво само за маслото од канабис Во вечерва? моментов имаме на пазарот само масло од канабис. Меѓутоа, нема да биде само тоа. Значи, законот е либерален и дозволува и производство на други фармацевски дозирани форми. Значи, може да се појават на пазарот и супозитори, таблети и други, значи, фармацевски дозирани форми. Тоа е нешто што очекуваме во иднина да се развива и значи законот дава можности да не, али во моментов имаме само масло. Инаку приказната почна пред 2 години отприлика, значи кога мене за директор на Агенцијата за лекови, тогаш значи на иницијатива на Министерството за здравство, нормално во соработка со агенцијата, јас добив налог да видиме, да истражиме како е тоа регулирано таму некаде надвор од нашата држава, значи во Европа, во Америка, во другите земји, каде што е регулирано. Тоа истражување траеше еден подолг период, значи од година дена се испитуваше нивниот пазар, нивниот закон, законската регулатива и фактички дојдовме до заклучок дека има земји каде што легализацијата на канабисот е толку многу либерална да има и злоупотреба на истото, и земји кои што поучени од тоа што се случува таму некаде, пробале во своите законски решенија, предлог решенија, да бидат малце поригорозни, односно порестриктивни, па резултатот на тоа беше да тие препарати ги нема на пазарот, односно да долго време после донесување на законското решение да не можат производите да заживеат да ги има на пазар. Така да ние, следејќи го тоа што се случува таму, пробавме да најдеме некое законско решение кое во овој момент по мене мислам дека е најдоброто решение во регионот, да кажам и пошироко, затоа што ние со ова законско решение овозможивме да овие производи се најдат на пазарот веднаш после донесувањето на законот, на измените на законот. Значи ние веднаш после тоа производот го имавме на пазар, што е за голем поздрав. И не можам да кажам дека е нешто идеално да кажам. Значи идеално нешто не постои. Меѓутоа, со оглед на тоа дека ние досега немавме никакви сознанија и буквално сме пионери и учевме од искуствата на другите и од она како некаде таму е регулирано, значи сега нас искуството понатака ќе не учи и ќе видиме ако некаде имаме простор за било какви промени, измени, тука има простор. Значи, кога зборам најдоброто решение законско, по моје, мислам, гледано од мој аспект, мислам на тоа дека законот е многу либерален, дозволува конкурентност, не е ограничувачки во делот на, еве како што кажавте, производството, дали ќе биде само масло или може и други фармацевски форми, не е ограничувачки во однос на бројот на оние кои што ќе се заинтересирани и ќе аплицираат за да добијат дозвола да одгледуваат или да произведуваат. Не е ограничувачки во делот на индикации. Во овој момент, значи, имаме само 4 индикации, бидејќи се водевме од она што е медицина базирана на докази, односно она што е релевантен, она за што ние имаме релевантни податоци за позитивните искуства од употребата на канабисот, публикувани нормално во реномирани часописи. Значи, збориме за клинички испитувања? Зборуваме за некаков вид на клинички испитувања кои покажуваат... Ја не можам се извинувам. Не можам да дојдам до здрави... Доктор, бидете трпеливи уште малку и тоа како ќе ве имаме со вас. Ме интересира, клиничките истражувања, што добиваат? Чии искуства ние користиме, бидејќи секој нема клинички истражувања, а алтернативните здруженија, они се, како да ви кажам, повеќе како религиозна секта, они не можеш да дебатираш. Затоа некако имав и претходно каде што малце ригидно, малце крајно, затоа и ми требавте вие за најавноста малку и да ја појасниме. Овие искуства кои ќе речеме клиничко, дали можеме да кажеме дека е тоа апсолутно проверено, точно и така натаму, да не оставиме на некои на лични негови согледувања, убедувања и така натаму, да пропагира нешто што не можеме да го докажеме. Сепак, ние овдека, вие сте дел од наука. Науката бара доказ за делување. Еве, објаснете ми малку повеќе, ако може, чии искуства ние користиме и какви се тие клинички испитувања? Дали по ваше согледување се доволно обимни, доволно детални и што укажуваат они?
Тоа се клинички испитувања кои што се изведувани надвор од Република Македонија. Значи имате такви центри каде што, да речеме, во Израел, во Шпанија, во Америка, каде што третирањето со канабисот го прават лекари, стручни лица кои ги следат тие пациенти. Терапијата во принцип оди индивидуално и дозирањето. Се следат ефектите и потоа тие ефекти кои што они ги добиваат, ги публикуваат во, кажувам, во научни списанија, во релевантни со импакт фактор, што значи сите тие научни нивни сознанија ние ги земавме во предвид, само тие индикации ги ставивме во моментот како старт, како еден почеток во законот, односно не во законот, во правилникот, значи во подзаконските акти, и оставивме тука простор да може секогаш да се дополнува, односно да се прошируваат индикацијските подрачја, заради тоа што науката оди напред и доколку се покаже позитивно дејство на канабисот и во други подрачја индикацијски, значи оставивме простор тука да има било какви проширувања во тој дел. Она што сакав да го кажам во делот на законот не е ограничувачки ниту во делот на дозирањето на препаратите, значи во оној процент на ТХЦ кој може да се дава на пациентите. Значи законот само вели дека врз основ точно на овие клинички искуства, дека најдобар ефект, конкретно ви докторот ќе си каже, кај онколошките болни имаме ако соодносот на ЦБД и ТХЦ е 1:1 и ние тоа го дефинираме. Такво нешто на пациентот му треба за да има ефект. А дозата не ја кажуваме. Дозата е нешто што треба лекарот самиот да ја одреди во зависност од состојбата на пациентот. Секогаш се почнува со помала доза, постепено се зголемува таа доза до некоја доза која треба да покаже лечебни својства, значи лековити својства, а не доза која што ќе те доведе во ситуација да бидеш поспан и да не можеш нормално да функционираш. Затоа што не е целта да вие повидете поспани од терапијата, него целта е да имате квалитетен живот. Од тие причини, велам, терапијата е индивидуална и оставено е да лекарите сами проценат како ќе ја дозираат, кај кој сепак има упатство и водич, насоки за тоа како треба да се дозира. Меѓутоа, оставено е пак простор на лекарите, затоа што секој пациент различно реагира на различна терапија. Од тој аспект сметам дека законското решение наше што е понудено во овој момент е одлично, затоа што не е ограничувачко, значи дава можност за конкурентност, дава можност за било какви интервенции во законот од една страна, од друга страна е доволно добро осмислен и направен да се спречи злоупотреба. За злоупотребата ќе имам посебни подпрашања. Докторе, одамна сте завршиле медицински факултет. Помислувавте ли некогаш дека ќе дојдете, бидејќи и самата медицина е прилично конзервативна, бидејќи бара големи, во смисла конзервативна, кога зборам, знаете што, непроверени работи, без клинички испитувања, таа лесно не ги имплементира во својот систем. Ова е една тера инкогнита за вас, предпоставувам и за вашите колеги. Како се снаоѓате во ова? Какви се вашите размислувања околу целава приказна? Предпоставувам дека кога завршивте медицински факултет, не ни сонувавте дека канабисот ќе биде дел од процесот на лекување на вашите пациенти. Кога завршив медицински факултет, воопшто не беше почнат the Human Genome Project и тогаш медицината изгледаше многу полесно. Како заврши the Human Genome Project, свативме дека човековото тело е изградено од 50.000 различни протеини што ги кодираат само 30.000 гени. Мислевме дека има многу поише гени. После свативме дека од целата таа хипотетичка должина на ДНК 80% се некодирачки секвенции. Тука доаѓа збориме ова е пред едно 15 на години беше кодирањето завршено конечно. До 2010 заврши скроз. 2000 добро. Скроз заврши до 2010. Не учевме ние таа медицина. Нашето учење на генетиката во студентски дни беше многу попластично. Воопшто го немаше еластицитетот, што е денес потребен за да се свати воопшто биологијата на клетката, не е само медицина. Биологијата на клетката дури денес сваќаме колку е енормно комплексна и самата таа еволуција низ овие милиони години, какви све чуда направили, какви енормно прецизни механизми внела во живите клетки. Така знаевме дека ќе има напредок, меѓутоа особено во онкологија волку голем напредок, на вистина е златно време на онкологија. Сега да се вратиме на она што го имаме учено, така наречена медицина базирана на докази. Кога подолго време ќе следите таа медицина базирана на докази, сваќате дека
Медицината базирана на докази е повластица пред се на големите фирми. Не сакам никакви теории на заговор тука, да наметнувам, дури ни да алудирам. Меѓутоа, за да одредено откритие, од моментно откритие, го донесете до пазар и до регистриран лек, лек со препорака, вас ви требаат енормно многу пари и енормно многу време. Не може секоја фирма да си го дозволи тоа. Ајде од друга страна да ги земеме и бројките чисто како компарација. Веќе се вратам на еден постар лек што се уште го користиме, дакарбазин. Вкупната ефикасност на дакарбазинот во метастатски меланома е 2,10%, стапката на одговор. Од кои што, да речеме, кај бирав позитивните меланоми е 2,5% вкупната стапка на одговор. Да, медицина базирана на докази го кажува тоа. Од друга страна, приказната за канабисот почна сосема наивно. Почна од кейс репорти на луѓе кои што ја применувале на себе, без никаква намера тоа да го направат во бизнис. Никаква намера. Ставно сакале да помогнат на други. Не дека немало и други обиди, такво нешто, да речем, низ историјата најупотребуваниот лек е екстрактот од бела и мела, од вискум албум. Повеќе од 400 години се користи на најмногу пациенти до сега. Цела средна и западна Европа го има користено во својата традиционална медицина. Бела и мела растението. Бела и мела, да, особено чајот не чајот, екстрактот. Екстрактот да. од имела. Богат со лектинска и вискотоксинска фракција, меѓутоа неколку фирми се обидоа да го внесат во клиничко испитување, направија фаза 2 клиничко испитување, не добија сигнификантност, добија тренд, тука застана све. Модата на белата имела прекина. Меѓутоа, белата имела го немаше потенцијалот што го има канабисот. Свесноста за потенцијалот на канабисот се буди дури од 2010 наам. Особено од кога излезе сведоштвото на еден многу познат биохимичар Денис Хил, кој што и самиот е пациент од метастатски карцином на простата. Сам си го приготвувал дома, сам се снаоѓал, меѓутоа неговите резултати на вистина се фрапантни. Значи, никаков официјален, базиран на докази третман не применил на себе, исклучиво со канабис. Се лекувал и ден денес си го зема после скоро година дена од почетокот на примањето, со сите медицински испитувања, тоа е апсолутно слободен од карцином на простата и тоа е висок глисон скор, имал 9 глисон скор. Значи, изразито малиген. Почнуваат многу посериозно научниците, особено независните научници, значи универзитетските лаборатории, од 2010 наам многу посериозно да го сваќаат канабисот и навистина од 2010 до сега, за само 6 години, релевантните часописи се преплавени со трудови. Сега, какви се овие трудови? И тоа мора да го кажам. Значи, едно е кој испитувате на клеточна култура. Cell line, така наречена предклиничка студија. Тоа е лабораториско испитување. Тоа е лабораториско испитување. Тоа не е клиничка, него е предклиничко испитување. Таму имате клеточна култура, што е во која што имате една драйвер мутација. Значи, една мутација означена и го проверувате ефектот на тоа што сакате да го експериментирате на таа клеточна линија. Понатаму се оди на нешто што се вика ксенограф, анимален модел. Ви даваат глувци, на нив им пресадувате тумор, повторно тумор кој што е една клеточна линија, меѓутоа тоа е пресаден тумор. Резултатите од тоа испитување многу тешко ќе ги премените во реален сетинг. Бидејќи во реалниот сетинг, туморот се создал во самото тело спонтано, не бил пресаден. Затоа е многу тешко да се реплицираат тие резултати. Кога ги спомнавте клиничките студии... Некоја нишка сигурно и со имунолошкиот систем на целото тело. Апсолутно. Значи, еден лек нема да делува само на туморот, ќе делува на целото тело. Многу е битен реалниот сетинг. Туморите кои што спонтано настануваат ради спонтани мутации и ксенографските модели се многу различни во одговорот на домаќинот спрема тумор. Спомнете го името на тој што сам се издекол? Денис Хил. Денис Хил.
Но Денис Еден од многуте, пазете, само што еден од многуте. Еден од многуте, Но со тоа што немаме Денис Хил е имаме ли- биохемичар со референца. Не, во ред. Ама и, вие сами знаете дека еден лек, еден пациент може да има делување. Рековте, можеби тој лек Споредбата со дакарбазинот. со дакарбазинот. Кај некого делува 10%, ама сигурно сте сретнале пациенти каде што има и помало и поголемо дејство. Кога ќе кажеме рак, зборуваме за една неверојатно хетерогена група на болести. Што значи хетерогена? Различна по многу карактеристики. А Добро, што собрана не се само правам во исти- паметен дека све знам. Никој, добро да те знаете што, како напред до онкологијата, да сваќаме дека нешто сме научиле, меѓутоа колку ќе сватиме дека нешто сме научиле, уште толку повеќе прашања ни се отвараат. Да, на крај верувам дека ќе стигнеме до мозаикот, меѓутоа за жал, кога ќе го склопиме тој мозаик, мислам дека нема да стигнеме до панацеа, односно еден лек што пали на све, едно за сите, односно политиката. Значи Стивен Употребен Хокинг термин ергомнес. Да, формула ергомнес. која ќе го објасни универзумот, тешко дека ќе најдеме. Значи ќе мора, добро, знам на што идеш. Генетски модифицирано, прилагодено Не за само секој организам, генетиката. посебен лек. Не само генетиката, значи генетиката додека беше модерна, мислевме дека со менување на сигнализациите во самата канцерска клетка ќе успееме да направиме некој подолготраен ефект и навистина кај попрости типови на тумори навистина се успеа. Да речеме хроничната миелоидна леукемија, базалниот карцином на кожа, тоа се релативно прости тумори. Да, кај нив со еден лек може многу да се направи. И многу долго време, скоро до излекување таа состојба да се носи. Меѓутоа, тоа се многу мал број на тумори. Понатаму свативме дека имуниот систем сепак игра некаква улога, па се јави една нова имуна теорија, односно теорија на 3 па со развојот на технологијата свативме дека има и други типови на рецептори кои што таа канцерска клетка ги покажува на својата површина, па науката ни даде, фармацијата, односно ни даде начин како тие да се инхибираат, да не му сметаат на имуниот одговор, веќе има 2 генерации на лекови во таа имунотерапија, меѓутоа и тие не делуваат на 100% пациенти. Одговорот кај со имунотерапија, да речеме кај 25% пациенти, стварно има долготраен одговор. Меѓутоа, кај останативе 75% одговорот далеко не е така добар. И свативме дека само со имунотерапија и со сигнализација заедно пак не може да го победиме. Сега на праг една нова ера во онкологијата, тоа е ерата на проучување на метаболиката на самата канцерска клетка. И мислам дека тука веќе ќе бидеме уште поблиску до одговорот. Како да го свичаме тој метаболизам? Како да ја прекинеме таа бескрајна хипердизел машинерија на таа Shutdown. многу shutdown, како turn off engine. И тука канабисот како се покажува? Тука може чекам да излезат се уште некои трудови кои што веќе се најавени. Има една теза, се уште е само на ниво теза, дека ТХЦ може во митохондриите да го запре процесот на производство на АТП, преку тоа да го тригерира така наречен церамиден пат и да внесе клетката во апоптоза. Меѓутоа и тука сме се уште на ниво на клеточни култури. Се уште на ниво на клеточни култури. Што се вашите сознанија? Што сакате да ми кажете? Сега да ви кажам дека ТХЦ-то делува ја реверзибилно на една клетка, ја враќа во нормална состојба или клетката, бидејќи колку ја разбирам, туморот е дегенерирана клетка. Најпросто кажано за да ме разберат и гледачите. Јас се извинувам што ви симплифицирам, стручни. Треба да ги симплифицираме работи. Дали ТХЦ-то, дали маслото од канабис и така натаму по сознанијата, ја враќаат клетката во нормала или го елиминираат туморот? Што се случува? Многу тешко ќе вратите лошо диференцирана канцерска клетка во нормална, на никој не му успело тоа. Меѓутоа, најголемиот успех е да внесеме или во апоптоза, така наречена програмирана да се дели. клеточна смрт, Така? апсолутно, или аутофагија од страна на имуниот систем, или сега и веќе кинезите развиваат еден тотално нов принцип да ја внесат во осматска некроза. Тоа се трите начина како клетка може да умре. Да не ги закачи здравите, селективно. Апсолутно да не ги закачи здравите. Нанотехнологија, не знам. Не е нанотехнологија. Не спаѓа во нанотехнологија. Не. Се користи разлика во рецептори. Разлика во хемиски афинитети, во врзување.
Не мора да Бевте биде на нешто... на симпозиумот? Да. Што се вашите искуства? Имате ли сега некоја појасна слика? Дали ќе им препорачате на вашите пациенти? Знаете што сликата ни оддалеку не е појасна. Колку повеќе читате, толку повеќе се губите во тој систем. Ендоканабидиниот систем еволутивно е создаден за да го држи балансот на клетката, хомеостазата на клетката, она што го нарекуваме така постапно. Кога таа хомеостаза ќе биде нарушена, као на пример кај канцерот, да телото создава свој ендоканабиноиди, меѓутоа ни оддалеку во доволен број за да може да се справат. Затоа вишокот на канабиноиди, кои што ги внесуваме како фитоканабиноиди, добиени од канабисот, треба да помогнат во светот. Значи имате едно море испитувања во кое што кај скоро сите... Ми кажуваш дека потребна е и количина во зависност од колку е развиен туморот. Одговорот е Па и ти треба да знаеш колку зависи. да дозираш за да тоа делува врз целиот тумор. Дозирањето е секогаш зависно од толеранцијата на пациентот. Не секој исто толерира ТХЦ. ЦБД има одлична толеранција, меѓутоа ТХЦ нема кај сите иста толеранција. Одиме со кратка пауза, а потоа го продолжуваме разговорот. Господја Дарковска, да продолжиме малку околу она што сега ќе ни се понуди на пазарите, ме интересира, поточно во аптеките. Дали ќе биде во слободна продажба, дали ќе биде на рецепт, што ќе има на пазарот, рековте дека законот е многу либерален, но и нагласивте дека нема да може да има злоупотреба. Прво, што подразбираме под злоупотреба и како ќе се спречи истата? Значи, законот и законското решение е легализација на марихуаната исклучиво и само во медицински цели. Што значи дека право да ја одгледуваат имаат исклучиво и само правни лица, кои што се со седиште регистрирани во Република Македонија. Понатаму го регулиравме точно начинот, го дефиниравме точно начинот на одгледување, значи мора да има соодветен простор кој што ќе биде ограден со 4 метри жица, кој што ќе има 24 часовно обезбедување, 24 часовен видео надзор, мора да има вработен агроном и фармацевт со 3 години работно искуство. Посебна просторија во која што ќе се одгледува, во која значи ќе расте, посебна просторија во која што ќе се суши и ќе се складира. Значи сето тоа го направивме за да овозможиме на некој начин да се оневозможи злоупотребата, значи да биде тоа регулирано, контролирано. Понатаму предвидовме да има комисија која што најмалку 2 пати во периодот од садење до берба ќе прави контроли. Затоа што предвидовме да се изработува елаборат пред да се добие одобрението за одгледување, елаборат кој што ќе ги содржи сите оние податоци кои што се потребни за целиот процес на одгледување, затоа што не секогаш можете да предвидите што ќе се случи. Значи не се случува да од сите семиња изникне растение, не се случува да од сите растенија биде вистинското растение, дел ќе изникне, дел ќе се исуши. А ќе му пребројат, ќе му речат ти фалат растенија, да, затоа мора да се води строга евиденција за тоа колку изникнале, колку се исушени, како се обработени. Се оди до таму, значи искуствата зборувам на оние кои што дојдоа барем кај мене од Америка и кои што ги пренесоа, значи од Канада и така натака. Луѓето, они дури одат до таму да секое растение си има свој баркод. Па они го следат од самиото израснување на растението до неговата крајна преработка. Значи они се до толку развиени во делот што го работат, да мислиме дека тука, значи никогаш не можете да се заштитите максимално идеално од злоупотреба. Ако некој сака нешто да направи, ќе го направи. Меѓутоа ние сме се потрудиле во ова законско решение да ги ставиме сите овие работи во некаква рамка и да предвидиме соодветни законски казни
прекршочни, кривични, небитно какви и да се, за да на некој начин оневозможиме злоупотреба на истото. Сега, пак ќе кажам, искуството и времето ќе ни покаже дали сме на правиот пат или тука ќе треба повторно во некој сегмент од законот да се интервенира. Меѓутоа, тоа е, значи, во делот на одгледување, затоа што постојат два типа на дозволи кои што се издаваат. Едната дозвола е, значи, ова што веќе го спомна, во делот на одгледување, а втората дозвола која што се издава е во делот на производство на екстракти. Значи, не мора некој да може само да одгледува и после тоа да го продаде, да речеме, на некоја фармацевска индустрија, која што ќе произведе екстракти од нив, а може он самиот да инвестира и во производствен погон, па самиот да си ја прави екстракцијата и самиот да си го добива финалниот производ. Одобрението за одгледување го издава Министерство за здравство на предходно, значи, барање од страна на правното лице по предходно воспоставени провереност на исполнетост на услови во однос на простор, опрема, кадар и се ова што претходно го кажав. Значи, таа комисија формирана при Министерството за здравство, составена од двајца представници од Министерство за здравство, еден представник од Агенција за лекови, еден представник специјалист за одгледување на растенија и плюс еден од Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство. Не случајно ги спомнувам земјоделие, шумарство и водостопанство, бидејќи увозот на семето, на семенскиот материјал оди со одобрение на тоа министерство, затоа е тука во тимот вклучен и човек од Министерството за земјоделие и шумарство. Значи, таа комисија... Конечно и гранка на земјоделие, чим Да. што садиме во земја, логично би било и таа институција државна која ја плаќаме скапа, Да, не зато биде и- инволвирана во овој Затоа и процес. бараме да има вклучен агроном во процесот на одгледување и вклучен фармацевт, бидејќи е за медицинска намена. Значи, тоа се двете лица без кои што не може правното лице да добие дозвола за одгледување. Под прашање. Одлично, си ја знаете работата, ме заќутавте. Ме интересира, дали е тешко одгледувањето, дали бара заштита од, не знам, некаква со хемиска заштита, третирање и слично самиот канабис или лесно се одгледува? Само знам дека му треба многу светлина и топлина и така натаму. Бара светлина и топлина, да, значи пак ќе кажам, искуство немаме од она што сме го прочитале. Најчесто еве странците кажуваат дека они имаат искуство да го одгледуваат канабисот во така речени оранжери, значи во затворен простор за да можат да го одгледуваат во текот на целата година. Значи Дали- континуирано да имаат континуирано производство. Почвата треба ли да биде посебна, да не биде третирана хемиски претходно Да. со пестициди, ослободена? Значи- Сепак ако вадиме масло, тоа би Да. требало да биде органско, чисто одгледано, предпоставувам, нели? Значи имаат посебни системи на одгледување со капка по капка системи на наводнување, значи водата дури што се користи за наводнувањето се контролира и се испитува, значи они имаат навистина развиен еден систем кој што и ние би сакале кај нас да се на некој начин да се применува, затоа што пред се ние квалитетот на оно што ќе го добиеме. Вие мора да тргнете од една квалитетна суровина за да добиете квалитетен производ. Не можете да тргнете со билка која растела во несоодветни услови, па речеме да е загадена од пестициди, тешки метали кои како не можете да ги отстраните понатаму. Понатаму во процесот на екстракција не е исто дали вие екстракцијата ќе ја правите со маслиново масло, дали ќе ја правите со петролетер, дали ќе ја правите со најновите технологии и машини велат со јаглеродиоксид. Вие прилично сте ја апсолвирале темава. 2 години истражував. Значи не е ништо во законот ставено случајност, него се е од претходни, значи точни сознанија од искуство. Значи Пријатно сум изненадан, искрено да ви кажам. ние сме визионери. Значи ние знаевме што сакаме да постигнеме. Целта беше на граѓаните да им се овозможи по легален пат да им се овозможи квалитетен производ. Ние го гарантираме квалитетот на она што ни го зимаат. Да е сигурен Знаете зашто? граѓанин. Затоа што се плашев да не им понудиме сега или некој да не им понуди пласибо. Знаете, луѓе вооче во таа ситуација, вие сте виделе многу пласибо лекови. Во рамки на студии, да. Ќе Меѓутоа, се навратиме за маслото, во реална продажба плацебо не смее да има. за злоупотреба. Во реална продажба никој не смее да пласира плацебо. Најодговорно тврдам дека она што е во аптеките е контролирано и проверено. Не можам да гарантирам за она што се набавува на црно од црн пазар. Не, Значи, заборавете искуствата- црн пазар. Да, Збориме ме- за аптеки. Да, за она што е во аптеките е контролирано и проверено. Но, народов има еден... добро, оно што е во аптеките, дали, еве, за одгледување, јасно е, правно лице, огромна контрола, не може да има злоупотреба или е сведена на минимум. Освен ако не биде кражба на столетието. Нели?
Карикирам. Се извинувам поради тоа. Дали може веќе готовиот производ да биде злоупотребен? Предпоставам дека и процесот на производство е строго контролиран до последна капка, колку е произведено и така натаму и тоа. Но веќе дали во аптеките може да биде злоупотребен? Злоупотребен лекарот се договара криминал, ја ќе ти препишувам дупла доза, тебе ти треба, не ти треба. Како можеме да спречиме да некој не се дозволи? Мислевме и на тоа. Значи, кај нас во аптеките во продажба имате два типа на масло. Едното масло, значи, така ви беше и прашањето, значи, што сви имаме во аптеките. Да, значи, што имаме... едното масло е масло кој има помалку од 0,2% ТХЦ, тоа е таа психотропната субстанција и тоа масло е во слободна продажба, бидејќи е сосема безбедно за пациентите. А зошто е тогаш во продажба? Што има? Значи, има ЦБД. Има хранливи својства, така. корисно е, сакам да кажам безбедно во смисло ја нема психотропната субстанца над 0,2%, така е регулирано и во Европа. Европа вели помалку од 0,2, Америка вели помалку од 0,3%, меѓутоа ние се државме до европската И регулатива. зашто може, кој може да го користи ова? Истите пациенти кои немаат некои конкретни тешки заболувања, каде што симптомите се помалку изразени, се е тоа наведено во упатството, значи и не велиме лечи, велиме може да помогне во такви состојби. Значи, Кои се тие состојби? Така да- Кому се обраќаме, на кои пациенти претежно? Со тоа овој се, лек? значи тој може да се користи, сосема е безбеден, може да се користи и превентивно, го подига малку Значи, луѓе што се одбранбениот сомневаат, систем што на имале- организмот. Да, значи добро. делува стварно позитивно кај одредени пациенти, одредена група на пациенти, меѓутоа и масло, на друго на масло, кое што тука веќе зборуваме да не настане злоупотреба, да не се препишува. Со висока- Значи, тоа со висок процент на ТХЦ, кој што е всушност носител на лековитите својства и она што всушност е предмет на препишување од страна на лекарите. Кај тоа масло предвидено е со законот да се издава идентично како останатите наркотици, значи се издава на дупли рецепт. Во аптеката се евидентира прво точно колку е примено, точно на кој пациент е издадено, за која дијагноза, за која индикација, кој лекар го препишал и доколку го подига некое лице во име на некое, се запишуваат податоците на лицето кој што го подига лекот во име на пациентот, зашто не секогаш пациентот. Така да строго е контролирано и точно знаеме каде се движат тие лекови. Каде завршуваат, во кои раце завршуваат. Тоа е добро. Она што мене ме загрижува е недовербата на официјалната фармакологија, благодарејќи на Facebook, на мрежите, па и на мојата емисија, каде што секоја алтернатива им е посигурна од што ова. Се шири една, сега не знам, фама и разговор меѓу оние заболените, се јавуваа кај мене во емисија, дека исклучиво на црно направено, скапо и така натаму, но со висок процент на ТХЦ или што ти ја знам и така натаму, не сум стручен. Значи, многу поголем дека овие официјалните нема да бидат ефикасни и дека оние што се сериозно заболени може да користат само овакви некои на црно со висок процент тешки катрани и така натаму. Дури имам тука една линија од тоа прилично како катране едно масло и така натаму за кои велат дека се својство. Сакате да се вклучите, докторе, повелат? Тука инсистирам веќе да се вклучи. Да. Ајде прво одговор на последно прашање. Идеалниот сооднос за третман на карцинома е сооднос CBD THC 1:1 од повеќе причини. Заедно делуваат подобро. Значи, апсолутна лага е дека само THC има антитуморско дејство. Баш напротив. Комбинација... Ова ќе предизвика бура од реакции. Сака нека предизвика. Кој сака да дебатира, нека повели кога сака, каде сака. Има нешто што се го каже официјална наука. Ви кажувам нешто што се го каже официјална наука. Добро. Теорија на заговор, тоа е намер... Добро. Не се. Зошто CBD помага? Прво, CBD-то ги неутрализира психотропните дејства на THC. Една работа. Второ, додатокот на CBD на THC и како кај карциномите го зголемува бројот на CB рецептори на самиот тумор. Многу битен момент. Многу критична наука го Кога докажува. го ги зголемува тие рецептори се случува what? Се случува зголемен антитуморски ефект. Ајде да трнеме малце поназад. Значи, доколку нашето тело може да произведе доволна количина на ендоканабиноиди,
за да го поведат туморот, она ќе произведува и нема да ни требаат нити фитоканабиноиди, нити синтетички канабиноиди, самото тело ќе ни излекува. Може би еволутивно некој ден ќе стигнеме до тоа за неколку милиони години. Генерално произведуваме такво Ми ендоканабиноиди. Добро. Нашето тело произведува 6 ендоканабиноиди. А фитоканабиноиди се познати повеќе од 113, веќе за некај 120 фитоканабиноиди. Значи, ендо се она што нашиот организам ги произведува, фито се она што растенијата го произведуваат, синтетички онаа трета група се она што у лабораторија се произведува. Она што ние го имаме на пазарот, само да кажеме, се фито. Значи, се произведуваат од екстракција, не се синтетички од лабораторија. Него се фито. Значи, нашето тело не може да произведе доволна количина на ендоканабиноиди за да тој процес се запре. Затоа е потребно да внесеме од надвор канабиноиди. И затоа ги внесуваме. Се, механизмот на дејство е веќе посебна. Во хемотерапијата нема канабоиди. Нема. Добро, продолжете ве молам. Значи, затоа го внесуваме вишокот на фитоканабиноиди. Се, во тој вишок на фитоканабиноиди, најпотентни за антитуморско дејство се CBD и THC. И двата. Најпотентни, да, најпотентни. И другите имаат потенција, меѓутоа двата најпотентни се овие. Но вие велите, тоа е соодносот 1:1 нивни, но колкава концентрација во самото масло? Сега. Ние тргнавме со најслаба концентрација како прв момент за пациентите да почнат да ги зимаат. Веќе е на пат наредната 4 пати појака концентрација. Да, таа излезе деновиве. Таа деновиве ќе излезе, значи ние не застануваме на една концентрација само. Како се пресметува, како се На милилитар. на милилитри концентрација, милиграми? Милиграми во милилитар, многу просто. Така. Значи, во моментов е пуштено на стартно, уводно масло, 2,5 мг CBD со 2,5 мг THC во 1 милилитар. Веќе наредното ќе биде 10 мг CBD, 10 мг THC во 1 милилитар. Понатаму ќе одиме на уште појако, зависно од потребите на самата заедница. Значи, многу е просто. Концентрациите се една динамична материја. Како вика науката, така и ние ќе одиме понатаму. Алтернативата па поинаку збори, луѓето во очеј посегнуваат и надвор од законот. Сметате ли дека веќе ќе можеме да луѓето да се откажат од, да речеме, илегално набавување, непроверено, бидејќи не знам, знаете, дури во мојата емисија имав тоа искуство каде се договара, бара, дај ми од маслото, што значи во Македонија илегално се произведува тоа масло, на луѓе им се продава, дава се едно, како и да е. Предпоставувам дека тука не знам како се зачувани оние хигиенско-технолошки услови минимум за да не се внесат непотребни или да не се внесат преголеми концентрации. Имате ли искуство што во врска со ова? Дали ќе го покриете и тој пазар, бидејќи претпоставувам дека вие, ако веќе 2 години вие ова го проучувате, јас сум 2 дена спрема вас, дали она што го бараат на пазар болните и она што им го нудат алтернативно и под рака, или го купуваат илегално од странство им го носат, е она што во аптеките ќе може да го најдат? Точно на тоа работиме. Ви кажав дека законот не е ограничувачки. Нас ни е битен соодносот за да го постигнеме ефектот, а дозата оди индивидуално по пациент и ја прави лекарот. Стартуваме со она што е концентрација почетна и понатаму постепено ќе оди зголемување на дозата. Значи ќе се појават и други масла со поголеми концентрации, ќе се појават и други фармацевски формулации, бидејќи маслото не секој може да го заради вкусот да го употребува, значи има и други фармацевски производи, значи очекуваме и конкурентност и од она што сакам јас да го кажам. Кој реков, задржете ја мислата. Не секој може. Значи не мора орално да се земе, може рековте со супозиторија, со таблета може да биде во форма на таблета и суплингвално да се стави под јазик. Значи, различни начини за да се маскира вкусот на самото масло, непријатниот опорит вкус и така натаку. Ствари, не сум го пробала, така зборат дека е таков, дека е непријатен и опорит и не секој пациент може да го прими тоа масло. Значи, не одговара. Така да супозиторијата и како решение.
за таквите пациенти кои не можат перорално да го примаат маслото. Какви се искуствата? Како реагираат организмот на овие масла? Дали има и воопшто на медицинската што на семинарот зборевте? Дали има несакани ефекти? Не знам, алергија, тахикардија, параноја, создавање поспаност, како што спомнавте. Како ќе ги одредувате тие? Дали ќе треба секоја доза индивидуална или или ќе биде како аспиринос? 100 мг ти е протект за сите. И тука нема промашување, нели? Бидејќи е докажано на милиарди и милиарди пациенти. Овде? Прва работа. Толеранцијата е индивидуална. Многу индивидуална. Значи, на пациент кој што веќе претходно има земано ТХЦ и веќе развиена некаква толеранција, може веднаш да отидеме со поголеми дози. Под услов барем од прилика да знае која е дозата апроксимативно на ТХЦ што ја толерира. Под услов. Скоро никој не знае. Така да сепак многу внимателно почнуваме со ниски дози. Дека во период на толеранција кон ТХЦ може да се јават несакани ефекти, да, може да се јават. Се јава поспаност, ако е дозата поголема, толеранцијата помала, психоактивни моменти може да се јават, па дури и до халуцинации, паѓа притисокот, се развива на тоа рефлексна тахикардија, кај некој се јавува брадикардија. Меѓутоа, сето е тоа нешто што може и се толерира со тек на време. Но под лекарска контрола поентата која? Која е поентата? Поентата е во рамки на оно што се толерабилни, очекувани несакани ефекти, дозата што побрзо да се набилда до што поголеми дози. А сето тоа да биде толерабилно. Пациентот да може да го поднесе без тие несакани ефекти, да имаат врз неговиот секојдневен живот, секојдневна рутина, некаква лоша реперкусија. Тоа е идејата. Колку по ваш просек например, еден просечен пациент, да речеме со една просечна толеранција, колку време би му требало на тоа навикнување, дозирање, дали би требало тоа да биде со месеци, со години, со недели? Ќе го цитирам искуството на Денис Хил. Он многу брзо успел во рок од 3 месеци да стигне до големи дневни дози. Иако претходно не бил конзумент? Со сите несакани ефекти никогаш не бил конзумент. Со сите може несакани ефекти. Меѓутоа бил цврсто решен и преку несакани ефекти и преку све. Едноставно да. Меѓутоа неговиот пат е многу мачен. Стварно има несакани ефекти. Ние очекуваме дека просечна толеранција некаде за 6 месеци човек ќе успее да стигне до големи дози. Што е голема доза? Голема доза е, да речеме, све што е над 200-300 мг ТХЦ е веќе голема доза, макар да има луѓе што имаат и толеранција на грам, 2 грама. Речеме, јас сум имал пациент што имаше... Што значи тоа толеранција? Да не делува воопшто? Нема несакани ефекти. Нема несакани ефекти. Да речеме, јас имав пациент кој што дневно толерираше 3600 мг трамадол. Послаб опијат, појак од ТХЦ, меѓутоа толеранцијата негова со тек на години употреба беше фрапантна. За жал беше болен од карцином и енормно тешко ни одеше смирувањето на неговата болка. Големи количини на морфин. Успеа ли да се излечи? Не. Тоа е веќе 7-8 години назад пациентот е починал. Тогаш зошто го земаше? Што му помогна? Не земаше канабис. Зборуваме за трамадол. Зборуваме за трамадол. Зборуваме за нешто сосема друго. Чисто како пример го кажав, бидејќи стварно тоа е енормна толеранција на трамадол. Енормна. Обично, многу ретко, за многу јака болка се почнува со повеќе од 400 мг на ден. Многу ретко и не се оди никогаш на повеќе од 600 мг, бидејќи над 600 мг трамадол на 24 часа се смета дека е веќе неефикасен и се води веќе на појакол. За каква болка ние збориме кога е кај тумор таква болка? Прст боли, ќе го скршиш прстот, ќе го скршиш нотот. Каква е оваа болка? Канцерската болка е и болка поради сама директна компресија, меѓутоа и болка посредувана од разноразни цитокини ги нарекуваме. Значи интерлеукин 1, интерлеукин 6, трансформи гроут фактор, ТГФ алфа. Човечките прашам, ја чувствуваш како цело, немаш кај да се фатиш. Не, ја чувствуваш точно на одредено место. А на точно на одредено место. Точно локализираш на одредено место. И не можеш да делуваш со ништо. Се делува.
Значи успешна опоидна терапија треба и така како да смери болката. Ајде пауза да направиме уште една, ќе продолжиме. Одиме со вториот блок реклами режија, ве молам. Почитувани гледачи, го продолжуваме разговорот. Вау, имавме многу теми, а и меѓувреме што све слушнав од моите гости, навистина прилично фасцинантни работи, но ме радува што навистина пријатно изненадува вие како директор на Бирото за лекови, навистина и вашата елоквентност и стручност околу целава проблематика, како и вие, докторе, што со вашево знаење кое го пренесувате и начинот и пристапот, мислам дека мене ми е поважна една работа, не да извадам стручноста од вас, туку начинот на кој ги презентирате работите, треба да даде една силна доверба, бидејќи многумина од таа страна се луѓе кои се во критична фаза, луѓе кои се сомневаат, започнуваат во некоја фаза, и кои се во една страшна психолошка состојба, да имаат доверба дека има овде луѓе кои се разбираат работата и дека има надеж, и тоа голема надеж, не базирана на тапшање по рамо да го смириме, туку сериозно, добро, дека може нешто да се случи. Маслото од канабис. Дали имаме сега дали имате во увид колку веќе се на пазарот вида и како се движат цените? На пазарот имаме во моментов 4 различни типови на масло од канабис, ако зборуваме за она масло што има висок процент на ТХЦ. За 4 различни индикации, како што веќе спомнавме за малигните заболувања, значи за онколошките болни, 1:1 сооднос на ЦБД и ТХЦ. За болните од ХИВ, значи за третман на анорексија кај болни од ХИВ, многу повеќе ТХЦ во однос на ЦБД, значи од прилика 2,5:1 одеше. За болните од мултиплекс склероза, таму ви треба дупло повеќе ТХЦ од ЦБД, значи 2:1 оди соодносот. За болните од епилепсија, 2:1 соодносот на ТХЦ ЦБД. А за болните 2:1 соодносот зборуваме на ТХЦ и ЦБД. И ЦБД за болни од мултиплекс. Мултиплекс склероза и за болните од епилепсија, таму многу повеќе ви треба ЦБД. Значи 1:15 е ТХЦ ЦБД. Какви се концентрациите на овие 4? Пак ќе ви кажам, концентрациите се и оние најниските концентрации, почетни концентрации со кои што треба да стартува терапијата, а дозирањето оде во милилитри. Значи почнува пациентот со 1 милилитар, па следната недела зима 2 милилитри, па 3 милилитри и постепено ја зголемува дозата, а на пазар ќе излезат, како што веќе кажавме, ќе излезат и масла со поголеми концентрации за тие индикации каде што има потреба. Значи не мора сите да ги воведуваме, него така како што ќе има потреба да се воведуваат тие различни концентрации. Сега за сега имаме за 4 типа болести. Мултиплекс склероза, епилепсија, ХИВ пациенти, значи за подобрување на апетитот кај ХИВ пациенти и малигни заболувања. Тоа се 4 индикации што се кај нас во моментот одобрени и ги имаме маслата на пазарот. Значи лекарите само за овие 4 вида болести ќе може да припишуваат масло од канабис. Во овој момент да, ама пак ќе кажам во правилникот, значи во подзаконските акти не е тоа строго ограничено. Мислам, остава простор правилникот понатаму, ако врз основа на медицина некакви сознанија позитивни за некоја друга индикација, тоа поле да се проширува, ќе се проширува. Значи само треба да имаме доволно сознанија и докази дека можеме да вметнеме некоја друга индикација. Затоа што не е ни коректно па пациентите да ги доведувате во заблуда, да му кажеш да, земи го ова ќе те излечи. Значи, да речеме, они се консултираат често по интернет и така натаму и обично канабисот се препорачува лек за се. Што е, мислам, малку и несериозно. Инаку, кога би бил он лек за се, тогаш не би имало ни болни на планетава, не се. Но они викаат, ете, имаме болни затоа што не користат канабис. Канабисот решавал све што е малце
тешко човек да го Јас по прифати. принцип не верувам во лек за се. Колку еден лек е со повеќе индикации, за мене е понеуспешен, да речем, во терапијата. Значи, колку еден лек е поселективен и поспецифичен за конкретна индикација, мислам дека дава најдобри резултати. Така да не би рекла дека канабисот е лек за се, меѓутоа нека остави времето да покаже. Значи, во овој момент веќе имаме 4 индикации, можеќе има и 5 и 6. Значи, ние немаме искуство со канабисот за да можеме да кажеме не лечи, може и ќе лечи. Повеќе различни симптоми на болести, така натака и состојби различни. Она што е наша обврска, да ние го гарантираме квалитетот на она што се нуди на пазарот. И јас стојам за тоа. Значи, Што не значи сакам квалитет? Квалитет значи точно стандардизиран и проверен состав, односно пациентот да знае што е тоа што го прима. Јас и понатака најодговорно тврдам дека она што е во аптеките е контролирано и проверено. Значи тоа не може да биде од аспект на безбедност небезбедно. Тоа е безбедно, само може да биде небезбедно ако не се дозира како што треба. Значи тука злоупотребата и дозирањето не е само за канабис, него може да важи за другите лекови. Вие може да земете и диазепам ако го испиете цело одеднаш, тоа нема тука правила, да речам, во тој дел. Меѓутоа, ако правилно се дозира и ако биде под лекарски надзор, значи нема опасност, се работи за безбедни препарати, со проверен состав и така натака. Јас не би сакала ова да изгледа како реклама, бидејќи нема ни да рекламирам во нашата... Меѓутоа, ова што го кажувам од аспект на она што ние во моментот го имаме на пазар. Во моментот имаме само од една фармацевска компанија која поднела барања, ги исполнува условите и ги пушти производите на пазар. Има интерес, веќе се поднесени уште 2 барања од други, што значи дека кога ќе имаме конкурентност, ќе имаме, значи, можеби намалување на цената, пошто ме прашавте за цената. Дозволен е и увоз, значи може да се јават веледрогери и други заинтересирани правни лица кои може да го увезат, значи дозволен е и увоз, законот и тоа го дозволува. Конкурентноста пак ќе кажам ќе ја намали цената, меѓутоа сите тие што ќе бидат во аптека ќе бидат проверени и контролирани. Тоа е поентата на нашата мисија, да кажам, во целата оваа работа. Цена? Значи ќе биде цената, не знам од прилика. Цената ја формира производителот, бидејќи ние имаме, значи, една законска практика на формирање на цена на сето она што оди на лекарски рецепт, имаме законска обврска да го формираме согласно методологија, што значи споредбена цена во 12 земји како тој производ се продава. Конкретниот производ, бидејќи го немаме во 12 референтни земји, значи ние не можеме да споредуваме цена и да кажуваме која ќе биде цената. Значи производителот во зависност од технолошкиот процес, цената на суровината како почнува и така натака и ред други трошоци, он се ги калкулира во финалната цена. Она што ние го правиме, само ја контролираме маржата за да не дојде да во секоја аптека имаме различна цена на производот. Значи овие производи треба да имаат единствена цена во сите аптеки за да може пациентот во најблиското место на живење да си го подигне лекот. Тоа ни е на нас поентата. И пак ќе кажам, не е исто, значи кога Реплек тргна со екстракција ние го следевме целиот тој процес на екстракција. Он не знаеше што ќе добие на стартот, он има цвет и не знае што ќе добие како финален производ. Од страна на самиот произведувач од таму, од кај што увезува билката, му беа дадени 5 опции. Вели можеш со петролетер, можеш со етанол, со маслиново масло, етанол, вода комбинација, значи имаше 5 различни типови на екстракција. Меѓутоа Реплек одлучи да оди на квалитет, не на квантитет. Не му беше битно да добие повеќе ТХЦ, него му беше битно да она што ќе го добие биде со проверен состав. Значи он одма го исклучи петролетерот како екстракт. Рече не, јас ќе работам со маслиново масло, проба екстракција со етанол, вода, проба со... И на крај валидираше една постапка со која добива стандардизирано масло со стандардизиран квалитет. Значи, пак ќе кажам, не сакам ова да се свати како реклама, него ова е нешто што ние го имаме на пазарот. Како реагира? Се што ќе во иднина ќе се појави, независно од кој конкурентен производител, ќе биде на исти начин третиран и контролиран од наша страна и нема да дозволиме да отстапи од она што е стандардизиран квалитет кој дава сигурен и безбеден, а за ефикасен, велиме, времето ќе покаже. Дали ќе биде на позитивна листа, дали болните од рак ќе може да го добиваат на рецепт, дали ќе го субвенционираат или полна цена ќе плаќаат? Болните од рак го добиваат исклучиво и само на лекарски рецепт. Значи тоа не ни може да се издаде другачие затоа што станува збор за психотропна супстанција. Не, тоа ми е јасно. Меѓутоа, за да се издава на лекарски рецепт,
Значи во овој момент тоа не е возможно, заради тоа што лек се става на лекарски рецепт за одредена конкретна индикација. Во конкретниот случај за која индикација ќе го ставите? Немате медицина базирана на докази, доволно добри докази, за да вие дадете предлог да го внесете на позитивна листа. И не беше ни идејата таа. Значи, тоа не значи дека во иднина може би нема да се створат услови со години, зборуваме во иднина, со години понатаму. Меѓутоа, идејата беше како да им се помогне на луѓето. Значи, они ги даваат тие пари, они го купуваа, а при тоа не знаат што го купуваат. Значи, ние имавме неколку масла, ги побаравме од пациенти, за да ги анализираме, да видиме што е тоа што пиеја. Имате и добри масла, и масла кои воопшто не се тоа што е. А пациентот самиот кажува, сум го платил 500, 600, па дури не кажува и цифри до 900 евра. Значи, замислете во маката, на вашата мака, вие сте спремни да издвоите средства, а при тоа не внесувате ништо. И тоа беше причината. Значи, ако веќе си спремен да го плаќаш и да го даваш, барем земај тоа што треба да земаш. Значи, барем нека биде проверено и контролирано. Па ќе кажам, имаше и во тие масла добри примероци. Зависи од кого и како ги набавувате, меѓутоа имаше и лоши примероци. Какви се реакциите? Прво, дали се препишува, дали се купува, дали има интерес, бидејќи, нели, едно е по интернет што слушаме и така натаму, конкретно еве првиве резултати, што ви уговорат вас? Интерес има, ние гледаме дека во аптеките се издава, значи доаѓаат со рецепти, што значи дека лекарите го препишуваат. Сега дали овој обем на препишување во моментов, значи морам да кажам дека маслото го имаме некои 10 дена на пазар, значи не е нешто што би можеле сега да збориме за некои бројки. Многу од лекарите За првичниве бројки ме интересира. Значи многу од лекарите значи, има и не се интерес... информирани, има интерес. Пациентите го бараат, поготово оние што веќе го земале на црно, сакаат на некој начин да земаат посигурно, легално, да го земаат, посигурно, и затоа еве и размислуваме веќе за повисока доза да воведеме, затоа што тие пациенти веќе имаат развиено некаква толерантност и тие пациенти веќе овие ниски дози малтени не им делуваат, на нив им треба посебна сега законска процедура за поголема концентрација. Не, законот дозволува, не. Законот вели 1:1 сооднос. Сега, не дека со овие дози не може да ги внесе, само треба да испие Многу масло. Многу масло, пола шише масло. Многу повеќе ќе го чуи. Зошто да пие? Што вие треба да направите? Нели е тоа слободно сега може самата фармацевска компанија да си увезе што сака? Или тоа вие треба да го направите? Повторно мора да добие одобрение од агенцијата. Значи ни случајно Имате ли не вакви може... поднесено барање од нив за деновиве веќе најавија, очекуваме, затоа што веќе од страна на лекарите беше алармирано дека има потреба, веќе за зголемување. Ние тоа мислевме дека ќе се случи после месец дена. Меѓутоа се случува еве порано, така да ние сме спремни. Затоа велам, законот е либерален и ние тука ќе направиме се во интерес да пациентот го добие тоа што му треба да го добие и ќе му го гарантираме квалитетот. Значи, само специјалисти по тие одредени болести можат да го издаваат овој лек, така? Да. Колку се такви помина на обука? Значи, симпозиумот наш уствари беше и во таа насока, да што повеќе лекари специјалисти слушнат, а не само лекари специјалисти, зборувам и лекари општи, бидејќи понекогаш се случува да специјалистот го испрати, па општиот лекар да ја препише рецептата. Значи, наш не беше целта што повеќе лекари да бидат информирани. Кога нешто веќе го воведувате како прв пат во државата, досега било забрането, одеднаш го легализирате, а немате искуство, кога веќе производот го имате на пазар и се соочувате со конкретни пациенти кои доаѓаат и го барат, сметавме дека е неопходно да се организира еден ваков симпозиум во насока на едукација на лекарите. Значи, овој симпозиум беше исклучиво од затворен тип, наменет исклучиво само за здравствени работници, лекари и фармацевти, беше акредитирани од фармацевска и од лекарска комора и беа викнати точно стручни лица кои што долги години се занимаваат со употребата, со терапија кај одредени пациенти со канабис. И тие зборува од нивно лично искуство. Значи, они кажуваа за конкретни примери, конкретни пациенти, каква клиничка слика имале, како го дозирале канабисот и какви ефекти постигнале. И тоа беше добро како информација да го примат лекарите. Независно дали понатака ќе го препишуваат, дали ќе го даваат или не, значи информацијата да ја добијат. Имавме преку 500 котизации. Значи, интерес постоеше. Јас сум и среќна заради тоа, затоа што ретко се случува да луѓе клиничари со искуство да можеш да ги викнеш толку често. Значи обуката одеше континуирано. Првата обука беше некаде во месец мај, во јуни имавме уште една обука, сега ова дојде симпозиумот како
уште еден поголем настан каде што викнавме многу повеќе стручни лица, така да мислам дека на некој начин се заокружува темата да можат лекарите да имаат информација. Меѓутоа тука не застануваме. Континуираната едукација е нешто што мора да продолжи, затоа што и медицината се развива секојдневно, излегуваат се некакви нови сознанија и мислам дека тие треба да се споделат и со лекарите, и со јавноста, и со пациентите, затоа што пациентите сега се многу информирани. Секој пациент на некој начин знае многу повеќе од самиот лекар за својата состојба и за својата болест. Читаат од интернет, прашуваат. И затоа наше беше да ние овозможиме да добијат едукација, да ги добијат информациите, а понатаму, значи, пак ќе кажам, времето ќе покаже, искуството ќе научи, и тука сме да направиме нешто, ако треба да направиме, само во интерес на граѓаните да го добијат тоа што треба да го добијат. Докторе, како реагираат вашите колеги на оваа тема? Како ја примија канабис и така натаму? Многу предрасуди има за ова. Искрено и јас, еве, како отворен и релативно либерален човек кој и конзумирал нелегално и така натаму, и мене ми беше доста чудно, но браво и браво за вас. Во целава работа испаднавте многу по-кул, по-профи во целиот пристап. Не сите лекари го сакаат да го препишуваат. Имаме колеги кои што поради своите лични убедувања, своите лични ставови, апсолутно одбиваат да размислуваат. И тука нема љутиш. Тоа е лично убедување на лекар, смета дека не треба пипава територија, лизгав терен и ги оправдава. Има колеги што сакаат да го препишуваат. Во моментов бројот на колеги кои што сака да го препишуваат верзус оние кои што воопшто не го сакаат е скоро пола-пола во корист на оние што не сакаат да го препишуваат. Вие во кој спаѓате? Јас го препишувам. Го препишувам бидејќи верувам во неговиот потенцијал. Зашто го препишувате? Како лек им го препишувате или за болка? Не за болка. Кога ќе му кажете на пациентовот е само за контрола на болка, он веќе воопшто не верува во лекот. Они не го земаат канабисот ради болка. Далеко има многу подобри лекови за третман на болка од канабис. Они веруваат во неговиот антитуморски ефект. Секој пациент болен од некаков тип на солиден тумор верува, сака да верува во антитуморски ефект. На нив им треба антитуморски ефект, не им треба друго. Антитуморскиот ефект е исклучивиот порив за земање на канабис. Добро. Традиционално, ајде да речам конзервативното мое согледување на лекување и од она што го знам, или е зрачење или е хемотерапија. Тоа е, мислам дека е тоа најголемиот процент на начин на лечење на канцерогени заболувања. Во поново време не. Се појавија во меѓувреме некои производи како, не знам, домашниот варумин, кој се обиде првин да се наметне како лек главен, па потоа како дополнителен и помошен лек. Често имаше колебања, лекарите дури им бараат додека иде хемотерапија, не земајте помошни средства од после и така натаму за последиците од хемотерапијата, која е тешка за целиот организам воопшто. Дали овдека користењето на маслото од канабис ќе го ја исклучува хемотерапијата? Дали оној кој прима хемотерапија ќе му препишете масло од канабис или само масло од канабис? Опишете ми како би идело процесот на тоа. Знаете што имате соодветни состојби, соодветни карциноми, каде што навистина хемотерапијата е од голема помош. Да речеме ситоклеточниот карцином на белите дробови. Хемотерапијата знае така тоа фино да го очисти, меѓутоа за жал не за долго. Не за долго. Рецидив се. Меѓутоа хемотерапијата пак да речеме кај семиномските тумори на тестиси е магична. Сосема е доволно. Хемотерапијата. Израчната помага тука, меѓутоа тоа е до самиот тумор. Имате тумори кои што се апсолутно резистентни на хемотерапија. Такови е меланомот, такови е ренал сел карциномот, карциномот на бубрезите и ред други такви. Хемотерапијата полека си го зема своето историско место, музејско место. Полека. Нема да биде тој брз период. Хемотерапијата особено незгодна бидејќи хемотерапијата и убива. Tell me about it. Хемотерапијата знае да убие. Не мора да биде... Ниеден од моите блиски не преживеа.
не мора воопшто да биде, значи, нити предозирана, нити субдозирана. По сите препораки даден, хемотерапијата знае доби. Што е тогаш алтернатива? Алтернатива се новите лекови. Новите лекови. Има една цело огромна плејада на нови лекови, особено во последниве 3 години, со високо ниво на доказ, кои што се толку пак за жал проклето скапи да скоро да нема здравствен систем во светот што може да ги акумулира и да ги даде на секој пациент. Меѓутоа, знаете што? Освен ако дадеш лично богатство па да ги купиш. Знаете што 8.000 евра да ги дадете за терапија со норвешка плата не е ништо. Ама кај нас? Во македонско условие не може ни 1% од нашето население такова. Да се вклучам околу терапијата, значи во таа насока ние веќе имаме проект. Министерството за здравство и Агенцијата за лекови за набавка на оваа скапа терапија и пациентите да ја добиваат бесплатно. Што е таа скапа терапија? Зашто збориме? Значи збориме за прва линија онколошка терапија кај пациенти со малигни заболувања. Значи веќе вемурафенибот, тоа е лек за меланом, за карцином на кожа кај BRAF позитивни пациенти, тој веќе тендерот помина, обезбедени се средства од Агенцијата за лекови, ние веќе го плаќаме, пациентите го добиваат бесплатно. Таа терапија кошта 8.000 евра на месечно ниво за пациент. Значи, пациентите го добиваат бесплатно. Во тек ни е тендерот за набавка на лек за против карцином на бубрек на 18 октомври отварањето, исто средствата се обезбедени од Агенцијата за лекови. Тоа е терапија од 3.000 евра месечно по пациент. Значи, ќе добијат бесплатно пациентите болни од карцином. Браво. Во меѓувреме, значи, во соработка со Министерство и клиника за онкологија набавуваме терапија за BRAF негативните за меланом, која што на месечно ниво е 6.000 евра по пациент. Значи, работиме и во таа насока на пациентите да им овозможиме бесплатна терапија за оние индикацијски подречја каде што, значи тоа е проект каде што терапијата не е покриена од страна на Фондот за здравствено осигурување. Пошто нас сите тумори и сите малигни заболувања не ни се непокриени. Значи имаме ние лекови за карцином на простата, за карцином на дојка, карцином на матка. Овие неколку беа непокриени со прва терапија, а како што кажа докторот, хемотерапијата оди во историја. Значи имаме нови лекови, да се потрудивме тие лекови да обезбедиме средства, да најдеме начин да ги добијат пациентите бесплатно. И тоа веќе функционира на некој начин. Добро, кога некому ќе му припишете канабис или бара канабис, дали идете спрема сопствените уверувања, еве ти канабис, или ако он бара? Со закон е утврдено дека исклучиво пациентот мора самиот да посака. Значи јас не смеам да го спомнам канабисот дека пациентот самиот не го спомна. Добро, ако бара канабис, дали тогаш смее да земе други лекови? Еве, ако не хемотерапија. Смее. Значи, не се контраиндицирани канабисот и другите лекови. Што мислите, дали тоа ќе има добра синергија? Потребно е големо внимание, значи кај пациентите кои што имаат нарушена хепатална или бубрежна функција и во исто време земаат индуктори на ЦИП-450, земаат опоиди и така натаму, меѓутоа секогаш ги прашуваме пациентите што све земаат од лекарства за да може да интервенираме во нивното дозирање. Во суштина може. Само многу внимание треба со опоидите, кога се взимаат паралелно заедно со екстракти кои што содржат високи дози на ТХЦ. Дали имате веќе пациенти кои ви побарале масло од канабис да користите? Може ли барем од прилика некоја бројка и да ни кажете какви се искуствата? Па до сега веќе 100. 100? Вау, чекајте. Ајмо се, колку време има како веќе почнале да го земаат? Легалниот начин е сега од пред скоро месец дена. А оние што земале илегално, колку ги следите? Дозволе, се извинам. Пациентите имаа страв да ни кажат дека земаат илегално, па која ќе насатат дека може да ни се доверат, ќе ни кажат. Од пред 3,5 години знам за првите пациенти што почнале да го земаат. Какви се резултатите? Што велат они? Што вели клиничките наоди? Можам да се пофалам од тие пациенти, јас што ги следам. Добро. Со едно навистина фантастично преживување се работи за глиобластом. Недвосмислено се работи за глиобластом во две операции. Пардон, my French, глиобластом е? Глиобластом е нешто што се уште, да кажеме, е болест, меѓутоа за нас се уште е пресуда, не е болест.
пресуден. Значи, спасот тука е безнадежен. Значи, тоа е болест да може да оперирате и под услов, да речем, ги извадите тотално, таа повторно се враќа, па пак оперирате, па повторно се враќа, вие зрачите, таа повторно се враќа, давате темозоломи, таа Тоа е повторно вид се на тумор, враќа. така? Да, тоа е тумор. Тоа е тумор на Многу централен нервен систем. агресивен, многу... Најмалиген од сите тумори, да речеме, на А мозок. на мозок? Се бидејќи често пати луѓе сакаат да презентираат и нешто што на вистина кој ќе го видите на магнатна резонанца на вистина личи на глиобластом. Ова е тумор кој што два пати во две реоперации и хистопатолошки е докажан дека е глиобластом. Веќе трета година навлегува преживувањето и тоа е навистина фантастично преживување за глиобластом. Фантастично. Стана збор за агресивна форма. После првата операција, кај пациентот е спроведен зрачен третман, даден е темозоломид, после 8 месеци прави веќе прв рецидив, втора операција, односно реоперација и тука почнува веќе да си човекот сам си го приготви. Канабисот и навистина има преживување одлично. Во случаите ја што ги пратам, за жал имам и многу неиспешни случаи каде што не сме добиле ни ден помак во преживувањето или во прогресијата на болеста од тоа кога и не би знал. Значи, да бидат подготвени дека некому може да му помогне енормно во најбезнадежните ситуации, како што ја рековте, но да бидат подготвени дека можеби и нема да го добијат посакуваниот ефект. Апсолутно. Апсолутно. Значи, болката не ги интересира Исклучиво антитуморскиот ефект. Антитуморскиот ефект. Ви кажав, за болката имаме многу помоќни средства. Претежно орално го користат они ова И масло? многу се ретки оние што го користат и како супозитори. Многу се ретки. А за оние тумори површни или за меланомот, мачкање со маслото директно, бидејќи кога ми е бе непознато, меланомот е директно на кожата. Дали делува? Постојат и висерални форми кои што се внатре, кои што воопшто не се ни гледаат на кожа, него се во самите слузокожи. А да го трнеме меланомот на страна, бидејќи меланомот не е тумор што добро респондира. По нашите искуства. Одлично респондира со само топикално нанесување, значи мачкање, базоцелуларниот карцином на кожа. Тој одлично респондира. Другата форма, да речеме, планоцелуларниот, ни оддалеку не респондира така добро. Скоро да нема ефект мачкањето топикално на кожата. Има уште една, конкретно четврта врста, Меркел сел карцином на кожа, кај тој не сум ни видел ни прочитал кейс репорт да некој топикално го нанесува и да воопшто има некаков ефект. Дали на секој што има тумор и што ќе побара, ќе му го дадете или ќе му речете не, ова не е добро за тој тумор, ова е добро за овој тумор? Знаете што сознанијата кои што сега ги имаме углавном се вртат во само неколку типови. А тоа се? Тоа се глиобластомите, значи најмалигни тумори на мозок, тоа се туморите на бели дробови, дојка, простата. Тоа се најголемите искуства што светот ги дава сега за сега. Меѓутоа, Лекување со масло од канабис. третман. Ние го нарекуваме третман. За да кажеме лекување, веќе треба навистина тоа во една методолошки многу убава серија да го докажеме дека е навистина лекување. Третман. Што настрана стручност, као човек те прашам, што ти збори гац? Што ти каже? Вреди ли оваа цела работа? Јас знам дека е очен човек за сламка се фаќа. Тебе што ти збори? Работите добиваат на вредност кога се работат систематски и методолошки исправно. Апсолутно те имаат разбирам. вредност. Апсолутно те разбирам. А начинот на кој што досега ни Извини што светот те се давани- наведувам да слободно, шпекулираш. слободно. Начинот на кој што досега се давани случај на случај, дури не можат ни ретроспективно да ги обединат по некои заеднички параметри. Тоа е они западен начин каде што институцијата што го дава, ја викаат диспензори, тука се произведе, тука се меша и се дава на лице место на пациентот. Убаво ги спомна клиничките испитувања, мора тука некако да ги прелистаме овака. Има само една фаза 1 клиничко испитување, тоа е шпанската серија на 9 пациенти со глиобластом. Таму е даван интратуморски скоро чист ТХЦ, директно, интратекално, директно внатре во туморот.
Иначе, добро? Значи нема пиење ништо интратекално, директно од цереброспиналната точност и директно од туморот со катетер. Во самиот тумор. Што велат? Сите тие пациенти, 9 колку што се во таа студија, се сите починати во рамките на првата година, кај четворица од нив добиваат во тек на време еден одговор, значи намалување на туморот, за после одредено време пак тој да почне да се зголемува. По неговиот лоштабиот карактеристика. Тоа е чист ТХЦ. Тоа е чист ТХЦ, значи, и тоа е ерата на испитувањата пред 2010 година. Повторно ќе нагласам, 2010 излезе еден прекрасен труд во кој што самата експресија, бројноста на рецепторите на CB1 и CB2 рецепторите на туморот веќе се земаше како некаков репер. Значи, колку повеќе има CB2 рецептори на самиот тумор, толку тој има помалиген потенцијал. Втора работа, додавањето на CBD кон ТХЦ допринесе до тоа да се зголеми бројот на рецепторите верзус нормалното ткиво, за да има што поголем ефект. Колку повеќе рецептори имате, толку поголема доза на лекот ќе ви направи поголем бенефит во превод. Знаете, ја 5-16 години ја терам емисијата и се обидувам да ги најдам одговорите на сите оние очени, а и кои не од нас нема доживеано од некој наш близок или роднина и така натаму. Оно што најблиску сум го што стигнал до некое универзално правило како лекар, дека базната состојба, поточно спротивното, дека киселата состојба е најризичната состојба за појавување на не само на канцерон, на цела една лепеза од заболувања, а тоа е храна која е индустријски обработена, чир на желудникот или што ти ја знам и така натаму и така натаму. Дали ова е веќе некаков напредок да се размислува во целова приказна? Знаете како се обидувам сега од разговоров со вас, знаеш, да издечам некој заклучок, па за 2-3 дена кој ќе разговарам со гледачите, дали повторно да им кажам, дечки, здрав живот, здрава храна, во смисла малце повеќе зелено, малку помалку црвено месо и намалете го ризикот колку можете. Како да им гарантираме дека баш таа зелена храна не е претретирана со пестициди? Затоа го имаме, нели, поимот како органско производство кое колку толку ни гарантира. Кај го гледате штембилот органски произведено на пазар, каде што не рече. Апсолутно се согласувам. И последното истражување е поразително. Нема место на планетава, тоа пред месец дена година, кое не е зафатено со загадување. Значи, фарса ќе биде сега, затоа што секаде во воздухот честички од загадувањето што сме го произвели на планетава се секаде веќе стигнати. И нема бегање од тоа. Како и да е, здравиот начин на исхрана е секако број еден превентива. Колку можеме ние тука да внимаваме во начинот на исхрана, зависи од самите нас. Меѓутоа гаранција нема за ништо. Се дека ги имате парите како платежно средство, секогаш има некој што ќе сака повеќе да произведе, дали ќе стави поише пестициди, дали месото ќе го третира повеќе со хормон за раст, или ќе стави поише тестостерон, или ќе стави во јајцата поише естрогени хормони. Секогаш ќе има некој што ќе сака повеќе да заработи. Што говори вашето искуство? Дали луѓе кои менуваат начин на исхрана им помага? Во овие состојби? Глобално, значи, веганите се луѓе кои што многу малку заболуваат од карциноми, многу малку. И сега ќе станам, фала на програмата, завршивме, пријатно. Не само тоа. Ова ќе се навратиме малце на 63-та година. Канадска експедиција оди на Рапа Нуи, Великденски острови, на Пацифик, да испита зашто навистина тие луѓе таму многу малку заболуваат од карциноми и после година дена они сваќаат дека они јадат една мувла што спаѓа во родот на Streptomyces hygroscopicus. Пеницилин. Да, слично нешто. И во почеток, бидејќи е Streptomyces, рекле, ова е сигурно антибиотик, го сортирале како макролид, за да после тоа сватат дека не само што не е антибиотик, него е имунмодулатор, односно го руши имуниот систем.
За да на крај истата таа материја е во денешно време се употребува во онкологија за лекување на тумори. Што да им порачаме на гледачите? Во оваа ситуација, во оние што се сомневаат и сакаат превенција, во оние што се заболени? Исклучиво да ги набавуваат препаратите по легални патишта, каде што ни е проверено тоа, каде што можеме да го гарантираме квалитетот и сигурноста и безбедноста, а зборам за ефикасноста, отом потом ќе покаже времето. Значи, како што кажав, интерес има, во моментов имаме само една компанија, меѓутоа има интерес, значи очекуваме да има конкурентност, меѓутоа за сите ќе важат истите правила и квалитетот на било што ќе се појави во аптеката ќе биде најстрого контролиран и проверен и безбеден за пациентите. Дали наскоро ќе почне да се користи, ќе биде во продажба кај нас марихуана во медицински цели, која ќе се инхалира, да не речам дува, за против болка, за не знам, белодробни и други заболувања и слично. Како аеросол? Апсолутно изводливо. Ако може да ја припремат во таква формулација фармацевската индустрија, значи ние велиме масло и други фармацевски дозирани форми. Значи не е исклучено таблети се што, има, знам дека има таблети и масло. Може да се, да. Таблети, масло, супозитори, па дури и спреј за инхалирање, ако се они во можност да го произведат, значи од наша страна тоа ќе се добие, ќе се помине соодветна регулаторна постапка, процедура и ќе се добие одобрение ако ги исполнува условите. Ние тука ограничување во формата немаме, фармацевската дозирана форма. Само треба некој да дојде да покаже интерес и да го донесе тоа како такво. Самиот пазар, значи, си ги прави тие пазарни моменти и регулира. Премногу е рано за да кажеме дали во некој момент во 2017 ќе има интерес за аеросол. Не можеме уште од сега да го кажеме. Не забораваме, ние сме мал пазар. Често пати наидувам на тоа дека им се дава на одредени пациенти за одредени заболувања, буквално оние како рекреативно што ја користат за уживање, значи виткање, нели, да ја запали како цигара, да ја инхалира и слично и така натаму, или им се дава па се користи, не знам, се става во храна, па се конзумира како храна, такви некои варијанти. За тоа не сте навлегле. Значи, исклучиво фармацевски производ. Значи, исклучиво проверен состав и квалитет. Значи, вие во билката никогаш не знаете во она што е тревка, колкав процент имате на ТХЦ и себе да имате три различни врсти. Имате три различни врсти на билка. Ако ти се погоди љутиот пакистанец, па дигнеш тахикардија. Индика, канабис, сатива имате, да. Да, има повеќе видови. Со различен сооднос на канабиноиди во себе. Нели ова интересно? Мислам, тој коноп, мислам, во Македонија растел и се користел и за индустрија и се, нели ова шанса, не само за лек, треба да се провери, зошто треба да не се го испита. враќаме? Добро. Треба да се Не сте вие кои треба, реторичко е ова да колку да го постави. Ако на пазарот во Холандија имате и колачи, зашто да не ти бурек, зашто имате и Во јогурт? Израел ги има, јас лично бев во Израел. Значи, Што ги има во Израел? Колачи во форма на колачи. Така и ги Во викаат слободна кукис. продажба? Да, слободна продажба, имаат себе да нема ТХЦ внатре. А нема ТХЦ внатре. Има ЦБД. Меѓутоа и оние со ТХЦ ги имаат и во форма на колачи, па ги даваат на пациенти. Значи, за да се маскира вкусот, за да се овозможи пациентот да го земе. Они третираат пациенти со Многу е канабис. потешко да речеме да се направи хидросолубилна форма, за да го имате као декокт, као чај да речеме, или како сок во продажба. Тоа е многу технолошки, е многу потешко да се направи. Да речеме Одошто? како што е денес имате сокови од алоe, прекрасни се. Сокови од? Од алоe. А така. Тие се прекрасни. Фантастично. Зашо да нема, да речеме, и сок кој што у себе има прифатлив вкус на себе. А и алоето е многу добро, многу луѓе исто така го користат при канцерогени заболувања. Пропадна студиите алоинот и барбалоинот беа долго време испитувани, меѓутоа на фаза на ксенографти пропадна тие студии веќе. Што значи тоа пропадна? Не покажа позитивни резултати. Содата бикарбон? Мислам, ајде овака, човековиот организам е извонредно подесен да функционира на точно одредена теха, на точно одредена средина. И има навистина голем капацитет да таа пеха средина ја одржи нормално.
Оној што ќе каже дека успеал да ја закисели плазмата, односно крвта, да, може да закисели, меѓутоа колку време ќе издржива таква состојба, под услов да механизмите одбрамени, хомеостазата не успее да го врати назад, не успее ништо да елиминира, да речеме, преку бубрези и да остане. Премногу лаички на интернет ова прашање е дебатирано од премногу лаици. Она што кај карциномите е закиселено, тоа е непосредната околина околу туморот, он спојна тумор со здрава ткива, да. Таму постои киселост, меѓутоа тоа е само локално, тоа е нешто далеку што е далеку од глобална закиселеност, па да вие мора да речеме што ќе се случи кога се напиете сода бикарбона. Ќе се неутрализира желудникот и толку. Ништо повеќе. Нема да делувате Ништо повеќе. Ја ви благодарам, малку излеговме од темата, но имавме доволно време. Ја ви благодарам и што бевте обширни. Се надевам повторно дека ќе имаме средба. Може би и засебно ќе ги направиме средбите. Доволно сте стручни и елоквентни да ви посетам по 2 часа на секој посебно. Ви благодарам што ве запознав, што дојдовте за навистина широкото објаснување. Ова нека биде старт, ја ќе го почувствувам пулсот на публиката, ќе видиме и реакциите, па и ќе ми биде задоволство и вас да ви информирам на крајот на краиштата. Ова е стварно и за сите нас една тера инкогнита кон што и идеме, а ми е драго, стварно што сте храбри да отстапите од конзервативното, да се отстапи нешто, да се истражува на терен кој и за многу поразвиени здравствени системи е непознат. Уште еднаш ви честитам, успешна работа, благодарам што бевте гости. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечера. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.